Овој подкаст е во функција на разоткривање на дезинформација со која се соочивме неодамна. Всушност се работи за изјава на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов, во која тој зборува за иднината на Македонија со можни две алтернативи: албанска провинција или дел од бугарската држава, доколку Македонија сака да биде дел од Европската унија. Неколку дигитални македонски медиуми пред неколку дена ја пренесоа транскрибирана ваквата изјава на Каракачанов, заедно со прикачено видео поставено на YouTube од извесен корисник Реинфо, кој видеото го објавил на 4 февруари 2021 година. Ова како да било доволно за авторите на текстовите изјавата да ја пренесат како неодамнешна. Имено иако се работи за автентична изјава на Каракачанов, краткото исечено видео е дел од целосно интервју од гостување на Каракачанов во емисијата Слави Шоу на бугарскиот водител Слави Трифунов, но од јануари 2010 година. Авторите на текстовите на македонските медиуми пропуштиле да го направат основното истражување и не го провериле изворот. Особено што видеото е со прилично лош квалитет, од изгледот на бугарскиот политичар може да се забележи дека се работи за постара снимка. Не навлегувајќи во тоа дали политичарот ги сменил ставовите или останале исти и по 10 години, должност на медиумите и новинарите е да го информираат читателот за времето на објавување на интервјуто, медиумот каде е објавено и да одговори на основните новинарски прашања. Во насоките за етичко известување на онлайн медиумите во членот 1 од кодексот соди дотаму што вика дека онлайн медиумите нема да прикриваат или премолчуваат важни информации чие објавување би можело да влијае врз толкувањето или врз разбирањето на содржината од страна на читателите. Премолчувањето на фактите кои можат битно да влијаат врз формирање на ставот на некој настан или личност е еднакво на намерно искривување на реалноста и создавање дезинформации. Во случајов испуштањето на фактот дека интервјуто не е ново или пак намерното доведување во заблуда со зборот неодамна, доведува до искривување на реалноста и влијае врз толкувањето на содржината од страна на читателите. Одговорноста на новинарите и медиумите е особено изразена во време кога Бугарија го услови почетокот на пристапните преговори на Македонија со ЕУ. Пристапот кон вакви сензитивни теми треба да биде особено предпазлив. Извртувањето на изјави од личности кои неминовно играат голема улога во процесот на преговори меѓу Македонија и Бугарија и испуштени од контекст со цел да се креира погрешна слика, може да го подгрее говорот на омраза и да создаде непотребни тензии.